Добро вечер. Во 360 степени вечерва ќе гледате интервју со Бујар Османи, подпредседател на ДУИ и поранешен вице-премиер и министер во неколку владини ресори. Господин Османи, добро дојдовте во 360 степени. Благодарам на поканата. Мал политички земјотрес предизвикува изјавата на лидерот Али Ахмети, прво од петокот од Куманово, вчера мислам дека ја повтори од Желино, во која вели: нема да останам за секогаш председател на партијата, сакам да се приклучам на ветераните. И сега во многу кругови оваа изјава се толкува како најава за негово политичко пензионирање или заминување од лидерската позиција. Дали е ова точно интерпретирање на таа негова изјава? Со него немам зборено за оваа изјава, меѓутоа ја слушнав изјавата внимателно и мислам дека е извадена од контекст, затоа што он зборуваше за ново основање од комитет на ветераните и улогата на ветераните за деценискиот придонес во ДУИ. И дека тоа е ново тело партиско? Да, тоа е ново тело со новиот статут. Сега и на ниво на ограноци, и на ниво на партијата има совет на ветерани. И дека тој што е избран за ветеран не значи дека е тргнат на страна, туку е тоа навистина одговорност и привилегија, бидејќи секоја партија се заснува на три столба: на искуството на ветераните, на активното раководство и новата генерација која што доаѓа. И мислам дека тоа беше целта на Ахмети, да им каже на сите тие што биле активни во во претходното раководство, кои што се сега избрани во ветерани, дека да не се чувствуваат дека се тргнати на страни, бидејќи сите ние влегуваме во тие, се движиме низ тие три фази: од нова генерација, актуелно раководство, ветерани, и тоа треба да се сфати како привилегија. Така јас ја прочитав таа изјава, а не како некоја најава за публикување. Ако малку направиме анализа, да речеме, Али Ахмети е највозрастниот лидер на релевантна политичка партија во Македонија. 67 години има, од 2002 е на чело на ДУИ, 24 години. Тоа може да бидат аргументи во прилог на евентуално политичко пензионирање. Да, доколку имаше изгубено барем едни избори во текот на неговата кариера, меѓутоа он од кога е председател на политичка партија нема до сега изгубено. Последните локални не ги сметате за пораз? Не, затоа што по број на советници, по вкупен број на освоени гласови, повторно сме ние победници, така да он има повеќе од 15 консекутивни победи. И независно што главните стожери за албанците, градовите ги изгубивте. Да, но кога зборуваме за председателот на партијата, неговата улога, сепак он ја доби поддршката на мнозинството албанци, како што беше и на парламентарните избори 2024. Но и е што току избран на Конгресот пред само неколку месеци, така да е актуелен лидер. Јас барем така ја сватив неговата изјава не како најава за публикување, туку како обид да им се каже на ветераните, на сите овие кои што беа на првата линија во последните 20 години, дека не се обесхрабрувајте, бидејќи ви велам, секоја партија на три столба се држи: на нивно искуство, на актуелно екзекутивно раководство и на новата генерација која што доаѓа. Ахмети своевремено изјавуваше дека ќе се пензионира кога земјава ќе стане членка на НАТО. Тоа не се случи. Зошто? Мислам дека тоа е еден процес, НАТО и ЕУ, секако и тоа било во функција на охрабрување за членството во НАТО. Знаете дека нас ни беше главната мисија и визија и стратешка цел членството во НАТО. Еве тоа го постигнавме. Сега има нови предизвици државата, некако има нагол престанок на движењето со тенденции за U-turn и за ревизија на се што е постигнато, така да сега секој капацитет ни е потребен да го зачуваме правецот, да го заштитиме моделот. Постои ли или ќе постои ли ДУИ без Али Ахмети? Го разбирате прашањето? Мислам дека тоа нас ни беше најголемиот предизвик, бидејќи кај албанците некако се создаде еден тренд да партиите се сезонски. Завршуваат одредена мисија, се престануваат, се појавуваат нови и нови, а тоа не е добро. Тоа не е добро и заради институционалната меморија, и заради конзистентноста во политиките, и се обидуваме, еве, најважен предизвик ни е ДУИ да остане партијата на албанците, независно од и да ги преживее сите промени на. Но се согласувате дека без ДУИ на лидерското место тоа може да биде предизвик? Види, ке е предизвик затоа што заради каризмата на Али Ахмети, заради неговата посебно разбирање на лидершипот, неговата атрактивна моќ да држи
луѓе низ сите региони во државата ќе биде предизвик и затоа ние сме срекни што го имаме. Големината на лидерите е сепак да создаваат и наследници. Зошто не се препознава природен наследник на Ахмети во Дуи? Видете, затоа што тоа е демократска партија со статут, со конгреси, со тела, со правила и не мислам дека треба да има политика на директно наследство. Доколку се дојде некојаш ќе дојде и заради биологија и заради многу причини се разбира дека ќе има транзиција, дека тоа ќе се одвива низ процес. Но сега мислам дека имаме ново избран лидер кој што има најискусниот политичар во оваа држава, најконзистентниот политичар во оваа држава и единствениот што мислам дека има јасна стратегија каде одиме. Така да тој е асет не само за нас во Дуи, тој е асет за албанците, но и за државата во целина. Господин Османи, дали Дуи е во криза во овој момент? Не, мислам апсолутно не. Можеби во првите месеци после 24-та имаше едно така, беше партијата под сериозен политички притисок, под селективна правда, непринципиелни напади, последиците од таа така наречена огнена група која што беше одредена фракционирање. Меѓутоа сега сме така консолидирани да дури и ние сме изненадени колку брзо партијата Но еве за еден се впечаток, да речеме, консолидираше. присуството на партијата во јавноста, острината можеби на пораките, како да не е од Дуи што го познаваме. Ги нема првенците. Вие сте можеби единствениот што ете по еден период на пауза, сега повторно е присутен во јавноста, но да речеме Крешник Бектеши од своји, односно од познати причини, го нема. Бесими го нема. Артан Груби го нема. Видете, сега има конгресот на партијата, луѓето го подценуваат. И можеби е наша грешка што не успеавме да им ја презентираме таа реформа како што треба. Бидејќи видов една анкета во која што луѓето уште мислат дека Дуи не е доволно реформирана. 82% од членовите на Генералното собрание како највисоко тело се лица кои што никогаш немале функција во партијата. Го слушам, тој Ахмети го користи како аргумент, но кој од тие лица е јавно препознатливо? Ама сега има шанса да станат јавно препознатливи, пошто ако се водиме по јавно препознатливост, ние никогаш нема да ги смениме тие луѓе, бидејќи секогаш тие што биле претходно се појавно препознати од новите. Затоа Не, тоа требало да биде природен процес, тие полека да растеле во партијата. Сега има и такви, значи Дуи, еве гледајте ги вие составите на владите на Дуи од 2002 па до последната до 2024. Тоа е целосна трансформација и нови генерации кои што доаѓаат. Меѓутоа, ваков засек и Дуи немало. И нема било која друга партија што има надминато над 50% луѓе кои што се нови. 82% нови луѓе. Сметате дека тоа ви носи политички поени кај гласачите? Мислам дека бидејќи гледам дека го нагласувате, не случајно веројатно. Сруши и се создаде една перцепција, веројатно и заради долготрајноста во владата, дека истите луѓе, еве гласаме, како беше она, јас гласав, ми се роди дете, гласав за нив, детето ми доби право на глас, пак гласам за истите луѓе. И се создаде една перцепција дека Дуи не е реформирана. Ако е така, ние ги слушаме граѓаните, ние знаеме дека не сме совршени и секоја порака на избори, ние ја читаме како што треба и рефлектираме на нив. Ама пак се враќаме сега на почетокот. Може ли таква реформа без реформа на самото лидерство, на врвното лидерство? Значи, вие сами кажавте, само председателот Ахмети е тој што е од претходните 3 председателства истиот. Нели, Дуи имаше неколку председателства после секој конгрес. Новиот состав на председателството, само Ахмети е тој што бил и на претходните 3, 4, 5. Затоа што сметаме дека се уште има што да даде и треба на партијата, и треба на албанци, му треба на албанците и на државата. И тоа е асетот што го имаме. Нема човек кој што не вели дека нема позрел и помудар политичар во државата.
кој што никогаш не осцилира врз основа на анкети, на дневно-политички случувања, си има една визија каде сака да ја види државата после 30-40 години, на луѓето дури им некојаш им е тоа досадно, велате сега како папагал, Ахмети повторуваше НАТО, се случи НАТО. Кога зборуваше Ахмети пред 20 години, памтам, или 15 зборуваше, немојте, Украина не е далеку. Луѓето се смеат. Види, овој зборува за Украина. И стварно 2022 се случи Украина со сите последици што ги донесе. Значи, на државата тоа и фали. И фалат луѓе кои што се државници, а не се политичари. Дефиницијата ја знаеме. Каде по пат се изгуби острицата? Најавувавте многу по-потентно присуство. Не знам, и протести се спомнува, ништо тоа не гледаме. Имаме дилема и ние. Кај албанците... Бидејќи ако го споредуваме, дозволете периодот 2006-2008, кога исто така Дуј останува надвор од владата, тогаш вашето политичко однесување беше сосема поразлично од ова што сега го гледаме. Дали на некој начин сепак премолчано прифаќате дека ова е фер ситуација? Не, фер не е. Значи, ние сме во ситуација во моментот кога е поништен мировниот договор. Значи, поништено е сврзнато ткиво на унитарната држава. Тоа е пресилно, мислам дека. Тоа е поништено и јас можам да аргументирам и тоа е мое видување дека е поништено. Во политиката вакуум нема и се разбира нешто ќе го пополни тој вакуум. Ние гледаме што се случува во јавноста, што се случува кај албанците. Значи буквално врие. На секоја маса прв пат слушаме разговори што беа табу до пред 2 години. И сега Дуј или ќе се обиде да ја искористи таа фрустрација и тоа вриење и да ја канализира во политичка кауза и за себе промовирање, или ќе се обиде се уште да ја рационализира таа емоција. Ама прашањето е сега, добро ве разбирам, но прашањето е дали имате сила, дали имате моќ вие тоа да го направите? Ајде следете ги, например, секој ден ние имаме сега изборни собранија по ограноците. Значи, тие се секој ден помасивни и помасивни. Во затворени простори ги држите? Не, тоа се ограноци. Тоа се ограноци и тоа се изборни собрања со делегати, тоа не се митинзи. Значи, секој ден ни се појавуваат луѓе кои што бараат да се приклучуваат, кои што бараат ние да бидеме погласни. Дури и сега ние сме под мета на критика, ова што вие го кажувате, зошто не повикувате да излеземе на протести. Сега се разбира и ние имаме одговорност. Ќе ги повикаме да излеземе на протести, но кој ќе успее да ја контролира после таа маса. Јас ви велам, за жал, македонците толку сме блиску, толку живееме еден до друг, а толку не се разбираме. Кога студентите најавуваа дека ќе имаа протести, немаше ниту една вест во македонските медиуми дека има најавено, освен последните неколку часа, за да утредента кога гледат 15.000 луѓе на улица, од тројца анонимни студенти се шокираат од каде излезе сега ова. Затоа што не слушате. Упорно 2 години ви зборуваме дека можеби за вас тоа не е важно. Меѓутоа за нас е екзистенцијално прашање. И ние албанците, овој напад на Охридскиот договор го чувствуваме како екзистенцијална закана, упорно не зборуваме за тоа. Сега не вие тврдите врие и така тоа би требало да се одрази на рейтинзите на партиите. Од анкетите што ги гледаме јавно, вие немате драматично поголем рейтинг од Влен. На некои анкети дури и Влен има поголем рейтинг од Дуј. Нема таква анкета во кој што Влен има поголема анкета. Значи последната анкета на NDI е 2:1. Мене тоа што ми остави впечаток е анкетата на Ири. Затоа што анкетата на Ири е квалитативна. Кои ви се вашите 3 проблеми? Најважни, бидејќи тоа дефинира како луѓето се чувствуваат. 2024 иста анкета на Ири, првите 3 прашања албанците одговараат: плати, економија и корупција. Прв пат во мултиетничка држава двете заедници имаат исти приоритети. Тоа е најврвниот успех што може една држава да го постигне. Гледајте ја сегашната анкета на Ири, првите 3 прашања за албанците се јазикот, меѓуетничките односи и правичната застапеност. Значи имате едно целосно поместување и поларизирање. Затоа ви велам, тоа што се случува во јавноста е сериозно. Ние се обидуваме рационално да го канализираме, прво кажувајќи им на меѓународната заедница. Ова е заедничка инвестиција. Работите одат предалеку. Јас ја критикував и ОПС емисијата, како
поранешен председавач на ОПСЕ, реков не може ОПСЕ да биде толку мирно и тивко во случај кога пукаат сите шавови во меѓуетничките односи. Тоа има основна функција на ОПСЕ мисијата овде. Early warnings, а не да зборуваат за не знам за некои проекти кои што се апсолутно ирелевантни во вакви околности, во ваков сетап на политичката сцена и одговараат ли избори на ДУИ? Да. Предвремени избори? Да, апсолутно да. Видете, прво ме прашавте зошто во анкетите не се одразува ова што јас велам дека врие. Знаете, не секое незадоволство од тоа што го прави оваа влада, од агресијата во албанците, од пораката дека не можеме со вас, се претвора во ДУИ глас. Има луѓе уште разочарани од ДУИ. Велат, јас сум бидејќи Влен е катастрофа, Влен е трагедија во начинот на како функционираат во владата. Но албанците велат, овие се катастрофа, но уште не сте ме убедиле дека вие сте ги сфатиле грешките можеби што сте ги направиле и тие гласови висат. И затоа не е тоа автоматско поминување од една на друга страна. Но ви велам, прашајте ги албанците, слушнете ги што зборуваат на масите. Тоа е сериозно загрозувачки. Тогаш зошто нели е пологично да сочекате еве тој тренд, да созрее, да стане повидлив? Знам дека ќе звучи ова демагошки, но да се оди на избори, зошто велите не одговараат ова пред ќе звучи избори. демагошки. Еве јас зборувам во лично име, мене многу ми е помалку важна судбината на ДУИ отколку последиците од ова поништување на Охридскиот договор. Бидејќи чекорите се стануваат веќе иреверзибилни и да се врати ДУИ на власт и да се поместат некои работи тешко ќе може да се вратат, бидејќи така е подготвено сценариото за ревизионизам на Охридскиот мировен договор. И затоа многу ми е поважно да одиме на избори да го прекинеме, да ја прекинеме агресијата. А како ДУИ тоа ќе го искористи и ќе се претвори во поддршка за нив, иако верувам дека знаете, кога сте во опозиција, луѓето и поинаку одговараат и на анкетите. Не знаат кој им се јавува, што им се јавува, бидејќи така прават овие партии на власт. Од лажни анкетари им се јавуваат на луѓето колку да ги тестираат со кого се и за да после може да им се реваншираат. Меѓутоа ние го чувствуваме пулсот. Пулсот, верувајте, е загрижувач. Знаете што и пред локалните избори велевте 3-1 ќе биде резултатот, на крај не беше така. Еве да ги земеме за репер дури само гласовите на советничките листи, не беше толку голема разликата меѓу коалицијата предводена од ДУИ и Влен. На крајот сепак клучните општини ги освои Влен. Така што не знам колку навистина ова што вие го зборувате може да го преточите во резултат на избори. Јас велам, тројца студенти извадија 12.000 луѓе, тројца анонимни студенти извадија 12 до 15.000 луѓе на улица. Немаше воопшто замешателство на ДУИ во тоа? Не директно, ние дадовме поддршка јавно, им рековме на нашите симпатизери, да, поддржете го протестот, бидејќи легитимна е каузата, иста со таа што ние кажуваме, дека албанскиот јазик се поништува и дека е тоа линија, која што не може ние... За конкретното прашање, нели е релевантно да се прашаме сите зошто, со оглед на тоа што законот за јазици донесен за време на владата на СДСМ и ДУИ беше на сила најмалку 5 години додека вие бевте во владата, ова прашање за полагање на правосудниот испит, со барањето да се полага на албански, не беше затворено во вашиот мандат. Значи има суштинска, бидејќи ја слушам оваа дебата, зашто ДУИ тоа не го реши. Суштинска е разликата меѓу тоа дали бранот на двојазичност има стигнато до испитот за правосудство и факт, односно нивниот одговор дека не може да се полага. Ние не ги обвинуваме ДУИ Влен зошто не го направиле, зошто велат дека не може. Иначе, законот за јазици е прецизен. Ние кога почнавме од председателот на државата, да се менува таму печатот, табелите, документите, па да се оди кон владата, па да се создаде агенција, да се тренираат инспекторите, да се лиценцираат инспекторите, па министерство и тој бран одеше и до некаде стигна до 24-та. И има уште многу, не е само правосудниот испит што не е завршен. Бранот нема стигнато до крај се уште. И ние на Влен им велиме, окей што не сте го направиле. Само не кажувајте дека нема право, односно треба законска измена. Бидејќи било кое решение
со законска измена го минира законот за јазици. Прифатливо ли е ова решение што се слуша сега, дека еден дел на албански, еден дел на македонски, дека ќе се полага? Прво, не сме никакво решение да има. Едноставно треба да има имплементирање. Значи, членот 23 од Законот за јазици вели сите закони се усогласуваат за една година со Законот за јазици. И алинеја 5 е најважна. Ако не еден закон не се усогласи, ама сме го дебатирале после тоа. Сега година, закон што се носи со просто мнозинство, дали може нема такво нешто. Да импонира норма на закони со 2/3 значи, што се носат и затоа на пример, еве во кривичните постапки не се водат на албански јазик. Сите закони, не вели закони со просто мнозинство, со 2/3 мнозинство. Јасен е законот. Сите закони кои што имаат било каква јазична клаузула треба да се усогласат со овој јазик и со овој закон, и овој закон доминира веќе за се. Ама за кривична постапка треба 2/3 да гласа. Ако нема 2/3, како ќе се усогласи? Ама законот за јазици тоа го наметнува и го импонира. Тоа е духот на договорот што е направен. Вие можете да најдете милион правни лабиринти и пречки за да го игнорирате. Меѓутоа духот е јасен. Законот за јазици ги решава прашањата за употребата на јазикот. Во Законот за правосудство не ни има јазична клаузула. Таму не ни се зборува дали на македонски се полага. И сега што сакаат они да прават? Да го решат со посебно решение, за да се поништи универзалноста на членот 23 од Законот за јазици, за да потоа секое друго прашање да се репреговара, да се нови закони, нови предлози, и за да се поништи. Таа универзалност никогаш не профункционира на начин на кој што вие ја толкувате и тоа вие го знаете. Не профункционира практично затоа што ние знаеме дека е процес и никогаш не сме го забрзале процесот повеќе од тоа што сме имале капацитети како држава. Ние сме се договориле дека овој закон ги регулира начините како се употребува јазикот. Свесни бевме, еве јас кажувам, при тендерите, уште министри албанци, или вклучувајќи ме и мене, сите документи во МНР беа двојазични, кај јавните набавки не се чувствував сигурно да биде и на албански, бидејќи немав се уште доволно капацитети човечки тоа професионално да го направат, бидејќи знаете како е кај јавните набавки. Еден збор поинаку преведен ќе ти го земе како основ за жалба, и немаше притисок. Кога ќе бидат исполнети условите? Ама не може некој да ми каже не треба да бидат двојазични. Сакам да ве прашам за законот за соодветна и правична застапеност. Вие генерално сте критични кон тоа решение, сега во последната фаза сте критични кон одлуката тој да се гласа со така наречен мал бадентер, но сакам да ве прашам, нели е логично тоа што премиерот ви го порача, дека нема мал и голем бадентер? Ако сите пратеници од немнозинските заедници се присутни во пленарната сала во моментот кога ќе се гласа, де факто имаме голем бадентер. Не, тоа е изигрување, обид за изигрување на Охридскиот договор. Нема мал бадентер. Мал бадентер е измислица со цел да се изигра и да се поништи и последниот стол. Јас реков, дента кога се измисли овој мал бадентер, тогаш реков ова е погребот на... Зашто зборувате сега? Чекайте, и претходно се гласале закони со мнозинство од присутните пратеници од немнозинските заедници. Тоа е погрешно интерпретирање на Охридскиот. И да се правило и порано, и да се правило и сега. Јасен е Охридскиот договор дека правото на вето, така условно, односно двојното мнозинство, е од вкупниот број пратеници од немнозинските заедници. Тоа во Уставот е врзано за точно определени одлуки, например за уставни измени, за амандмани на Уставот. Сега што се случува? Тука целта е да се следат постојано пратениците од немнозинските заедници, дали ќе излезат на цигара, дали ќе излезат за било која потреба, и тука веднаш да се постави на дневен ред да се изгласа. Со изигрување или ќе го правиме овој процес? Па со изигрување беше до 2001 година и тоа создаде револт за кој што се договоривме дека поставуваме правила на игра за седници поинаку се закажуваат. Сигурно ќе знаете кога ќе биде тоа прашање на дневен ред. Јас знам што се случува практично. Значи, во неколку наврати, бадентер е изигран со тоа што го искористиле моментот кога пратениците од немнозинските заедници не биле во сала. Добро, на краја, кој е толку многу важно прашањето, вашите пратеници ќе бидат редовни и ќе внимаваат да бидат внатре. Ама зошто го изигруваме процесот? Многу е јасно. Вие нема да гласате за тој закон?
Јас дури имам и порадикален став. Јас мислам дека е тоа најголемата трагедија што му се случува на Охридскиот договор е тој закон за правична застапеност. Бидејќи е тотално спротивен на концептот на правична Каде? Например, тој вели дека се базира на податоците од последниот попис. Значи повторно води сметка за процентите. Прво го враќа тој лажниот меритократски систем кој што го имаше во пред 2001. Знаете, порано беше на меритокрација. Ниту една институција немаше ниту еден албанец. Вие знаете, 0,2% беше. Мојата клиника. Добро, ама па и после принципот, ако си член на ДУИ може, ако не може. Тоа е друга тема. Прво да кажем, тогаш беше системот на меритокрација, некако албанците никогаш не беа заслужни за било која позиција. И се договоривме 2001, дајте да има механизми за правична застапеност согласно амандманот 6. Сега повторно го враќаат тој принцип, за да прво да биде меритокрацијата, па после од тие што ќе поминат, ајде ќе видиме спротивен е балансерот. Балансерот, меритокрацијата се бира во рамки на кандидатите кои што се од таа етничка заедница. Ако треба 10 албанци, ќе конкурираат 100, најдобрите 10 од тие 100 се вработуваат. Добро, што ви е порадикалниот став? Ова што го објаснувате сега или што да се прави? Значи, прво е ова што го менува концептот, значи ова е спротивставен концепт од идејата на Охридскиот договор и втора, Бош е законот. Законот нема ниту еден механизам. Законот има комисија која што еднаш годишно ја води еден министер, ќе седнуваат и ќе разгледуваат. Предвидени се дополнителни документи да се носат, Кои дополнителни? Па тоа е правобранителот го прави тоа. Тоа невладините организации ги следат и ги мониторираат. Не е извршната власт. Извршната власт треба да има извршни механизми како да гарантираат правична застапеност. Затоа велам, принципот беше јасно поставен. Има 5 места за албанци, 10 за македонци, ќе конкурираат 100 албанци, ќе се бираат првите најдобри 5, ќе конкурираат 200 македонци, ќе се бираат првите најдобри 10. Ова е пристапот. Они што прават? Прво ќе направиме систем на меритокрација, во кој што ќе ги исклучат сите други и после ако остане некој, ајде да видиме и сега прашањето ми е како ДУИ ќе се постави кон законот. Види, не знам, не сум пратеник. Мојата препорака до пратениците е сум рекол ако помине тој закон, не знам што ќе правиме понатаму. Пошто за мене после тоа потоп, што би се рекло. Да најдат начин, да најдат филибастеринг, да најдат механизам да се одложи тоа со новиот деловник мислам дека не е возможно. Знам нека смислат нешто. Ова знам дека не е коректно, сега веројатно и ќе ми се љутат пратеници да кажат аха, те лесно ти од комодитетот не си во собрание, од подпредседател на партија, меѓутоа повеќе сакам со ова да укажам колку е штетен овој закон. Колку штета се прави на суштината на Охридскиот договор. Значи Бадентер го нема, правична застапеност го нема, јазикот го нема, европска перспектива го нема. Ама во апсолутни категории зборувате. Сега на пример албанскиот јазик е етаблиран, тоа е во службена употреба на многу места, на многу места. Ама не било договорот на многу места. Јасен е прецизен законот каде како треба. Како што е во законот и тоа што може да се спроведе. Председателот на Уставниот суд Добро. Ја има сменето таблата позади него, во Уставниот суд ја има поставено еднојазично. Министерот за здравство отвараше плакета со премиерот пред некој ден во Институтот за јавно здравје, вадеа тоа чаршафот од пред табелата и аплаудира, а таму е еднојазично. Јазикот јасно предвидува дека таа табла на Институтот за јавно здравје треба да биде двојазична. Значи, вие имате цел систем на поништување. Прво, ВМРО ДПМН го има обжалено во Уставниот суд. Уставниот суд има подготвено 72 страни извештај, користи алибија на комисијата за Венецијанската комисија, спрема моменти, само чека политичка ситуација за да го поништи. Инспекторатот, кој што беше договорен да го мониторира, е одземена од автономијата и однесен во Министерството за правда како оделение. Агенцијата за јазици на најнавредувачки начин им се одземани канцелариите и се изфрлени на пратениците го користат, законите се двојазични материјали. Влада, не, ама види, вие зборувате како да го снемало од официјална употреба. Јазик не се продукти на тезга во кој што ние сега ќе се ценкаме на некоректен начин и вие го опишувате, ја опишувате ситуацијата. Категорија. Вие зборувате за исклучоци се. Не се тоа исклучоци. Јас ви кажав целиот систем од Уставниот суд, кој што чека момент да го поништи, бидејќи има спремено целата документација, преку уништување на механизмите за заштита. Значи, ние кога го преговаравме законот за јазици, најмногу инсистиравме на инспекторат.
ме убедува од другата страна, од македонската страна, зошто вие инспекторат? Затоа што не веруваме во волјата да се имплементира. И тажна беше состојбата на инспекторатот во ваше време. Не е така. Ама тажно беше и по број на луѓе и по ресурси. Не е точно. Нема еден автомобил. Еден автомобил. Затоа што знам дека е така, затоа што сме ги работеле темите. Ние ја основавме. Ние ги вработивме луѓето. Ние ги трениравме луѓето. Ние ги лиценциравме луѓето. Почна Ама на едната рака се број инспекторите, верувајте. Почнаа да прават увид во институциите. Дојдоа кај мене, ми најдоа првите забелешки, не казнуваа првиот пат, беше како советот давно, тука имате грешка, втори. Значи се воспостави системот. Тука е свесно уништување на инспекторатот, свесно уништување на агенцијата. Они сака да направат ревизија на прашањето на јазикот. За нас јазикот е све што имаме. И затоа велам, ова е сериозно прашање, кое што можеби ефектот сега не го гледаме веднаш, меѓутоа долгорочните последици, кога луѓето губат доверба дека може да се засновуваме на договори и тие договори да се почитуваат, создава многу проблеми за решавање на... Од актуелните теми имате јавна размена на пораки со Влен за автопатот Скопје-Блаце, предходно за проектот Бехтел и Енка, и цело време кој што можела, не направил... Срамота е ова што го направил... прави Влен за Блаце. Ја бев координатор на проектот Блаце. Прво проектот, цела влада беше против да биде автопат. Обезбедува, уште зборам 2015-16 Министерството за транспорт правеше некои физибилити студии како е економски неповолно да се прави, премногу скап. Донесовме политичка одлука, обезбедивме пари, направивме проект, ја осигурувавме финансиската конструкција, направивме експроприација на земјиште. Кога дојде оваа влада, единствено што правеше овие 2 години, бараше дополнителна анализа Министерот за транспорт, ангажираше фирма за да најде начин како да не биде автопат, туку да биде регионален пат. Ние ги знаеме и ги имаме информациите. Буквално министерот за транспорт овие 2 години се трудеше да најде фирма што ќе даде мислење дека автопатското решение не е добро. Кога видоа дека не поминува, бидејќи ние направивме еден трик, ако можам да кажам. Изградивме само 2 километри. Луѓето ми се смееа како координатор, што ќе ви се 2 километри. Јас им викав, не се тие 2 километри да поврзат една точка со друга. Да го прават патот, автопатот не иреверзибилен. Затоа ги знаев тенденциите, дека нема волја, има отпор. Истиот тој министер синоќа го слуша, вели дека сте погодени, меѓу другото затоа што на крај трасата не е таа која што вие сте мислеле дека ќе биде и дека претходно се купувале ниви за да бидат експроприирани. Зашто не ги извадат тие ниви? Тоа е најсрамниот и значи оваа влада ја сведе. Ама што не се работеше така? Немаше такви работи. Немаше такво нешто од тие што барем го раководеа процесот, од мене. Ја не ја знаев трасата, а го раководев тој проект. И меѓутоа они ја сведоа дебатата на ниска политичка култура и на фрлење на она плукање по противникот, нешто ќе се залеме. Обично овие проекти се секако ги надминуваат мандатите на владите. Така што не знам што е проблемот сега и вие да им одадете признание дека еве конечно ќе почне изградбата на тој автопат. Почетокот на нашето соопштение беше добро што почнува. Одлично. Иако ви велам 2 години се обидуваа да го девираат. На крај само го избраа најповолниот понудувач на дури на јавна набавка која што е направена, објавена од претходната влада. И граѓаните треба да знаат, и сега не можат овие што уништија све што е постигнато да го присвојат како нивни проекти. Сака малку и за пристапниот процес на Македонија за ЕУ, тоа е практично на истото место на кој што го оставивте вие кога заминавте од... Па на полошо би рекол. Место. Сега прифаќате дел од одговорноста за тоа? Не, јас мислам дека сега сме во подредена ситуација отколку 2022. Не, затоа што тоа што е направено од 2022, оваа влада не го прифаќа и цело време вели дека тогаш мораше да не внесат во консултативниот процес, да не консултираат, да не прашаат. Ја не мислам дека таму има воопшто волја да се реши овој процес. Јас мислам дека 2022 ние бевме во многу поповолна ситуација, бидејќи позади тој договор што го направивме стоеа најголемите сили. Стоеше САД, стоеше Франција, стоеше Германија, ние бевме председавачи на ОПСЕ, почнавме стратешки диалог со ЕУ, бевме регионалната звезда, Бугарија не беше во постојани кризи со 7-8 избори
И наместо тогаш да се реши таа ситуација, ние се доведовме во ситуација денеска Бугарија да е влезена во Шенген, да е влезена во еврозона, да има нов стратешки диалог договор со САД, да има стабилна политичка влада и сега да преговараме со една многу поинаква Бугарија. Позицијата на актуелната влада е дека тој пакет на документи ги доведува под ризик, под знак прашање идентитетот, историјата, па дури и јазикот на етничките македонци. Не е така. Прво, најголемата победа од тие преговори беше што прашањето на јазикот се стави ад акта, дури подобро и од договорот за добрососедство и од договорот од 99 Има година. советници, луѓе кои што дури вам ви биле советници, сега да не ги именувам со име, кои што тврдат дека тоа прашање не е затворено и дека кога ќе се отвори поглавието 34 дека тогаш финално ќе треба да се затвори прашањето на јазикот. Го ценам тој што тоа го кажува, но апсолутно не е така. Значи поглавието 34 се институции во кои што само е лейбелингот, тоа што е договорено се пренесува во официјална номенклатура на Европската унија. Значи тоа не е никаков механизам кој што може да смени. Значи тоа е пропаганда. Не велам дека е свесна, може би разбирање од тој што го кажа. Да, неговата теза е дека Бугарија има деклариран став со тие унилатерални изјави кои што ги дават цело време и дека може повторно да му се врати на прашањето тогаш. Ако ја виделе рамковната конвенција на бугарската влада од 2019-2020, јасно пишува дека они ништо нема да прифатат повеќе од официјален јазик на Република Северна Македонија. Прочитајте. Таа беше нивната позиција. Официјален јазик, македонски нема збор во таа реченица. После отидоа како црвена линија име македонски јазик согласно уставот. Ние издвоивме ситуација Европската унија да признае формулација без ниту една додавка. И сега некој тоа да го прави како да го земе здраво за готово, демек така било лесно тоа. Не било лесно тоа. Бидејќи тоа беше 80% од преговорите со Бугарија, затоа што ние сите карти ги ставивме на најважното прашање. Но нешто кога ќе добиете, знаете, и ќе го добие некој друг, тоа е како имот од родителите, мислите дека така лесно тоа дошло, па ајде сега ќе најдеме мани на останатиот дел од процесот. Но и во останатиот не може да најдат мани. Бидејќи јасно, иако имало компромиси во тој процес. Се разбира дека не било 100% како што сме сакале ние, но во клучните столбови францускиот предлог е решение кое што ја поништи конвенцијата, го испреврти булгарскиот парламент на еден ден пред распуштање. Тоа луѓето го забораваат. Тоа не го направи Бујар Османи. Тоа го направија американците, французите и германците. На ден пред распуштање на собранието се собра бугарскиот парламент, ја поништи таа декларација и таа конвенција и го прифати францускиот предлог, во кој што се разбија и они добија некоја предвидливост, кој што го добија со договорот за добрососедство. Они ништо не добија понатаму во процесот. Све што они бараа го добија во договорот за добрососедство. Гледате ли некаква шанса за пробив сега по изјавите на премиерот по неговите средби со германскиот канцелар и со францускиот претседател во Тиват? Бидејќи очигледно даваш изјави во кои што рече прилично сум задоволен, но во истиот сет прашања потоа велеше не мислам на милиметар да се поместам од позицијата за уставните измени. Видете, јас мислам дека сите овие обиди кои што добро што се прават, ние сме тие што губиме. Сето ова одложување ние губиме, не бугарите. Може да ви земам еден пример, еден трейлер, едно временско патување, кој е епилогот од одложувањето. Пописот на словенското население во Албанија. 2011 година сите запишани македонци, 5500. Пописот 2023 за колку години е тоа? 12 години. 7000 бугари, 2300 македонци. Ова ти е трейлер, значи, на тоа што ќе се случи надвор од Европската унија со бугарски пасоши. 5500 стануваат 2000 и одеднаш 7000 бугари. Ние имаме еден процес во кој што треба да бираме. Дали овој нашиот контролиран пат преку преговарачката рамка, каде во све имаме ние механизми за контрола, да застанеме кога сакаме, да го прекинеме процесот кога сакаме, да постигнеме кога сакаме, или овој хаосот со пасошите, во кој што нема правила на игра, нема контрола на системот, секој сам на своја глава, и ќе го добиеме епилогот на крај од тоа што го гледаме веќе во Албанија како еден микрокосмос на
Така да, окей, прават обиди, меѓутоа, ние влегуваме во се по-неповолна ситуација. Бугарија станува се по-јака, еве видовте дебатата со американците, можете да ги оставите бродовите, не можете, станува една друга Бугарија сега. Бидејќи времето работи за нив, ние стануваме се послаби. Што е вашата анализа? За Црна Гора некако како да станува известно дека се движи кон полноправно членство. Се разбира, има уште многу отворени прашања на тој пат. Француските избори до година и така натаму ќе успее ли пристапниот договор за Црна Гора да помине во Франција, бидејќи нели мора да биде ратификуван во сите земји членки. Хрватска како соседна земја има некои барања кон Црна Гора. Не е без пречки и тој пат, но кошта самиот вели на Црна Гора гледаме како на 28 земја членка така. И тоа во 2028 година. Некако како да има резерви кон Албанија. Заостанува делумно за Црна Гора во пристапниот процес, но дали ја има енергијата и за Албанија како за Црна Гора? Тоа е прашањето. Кратко, Европската унија не е роден како економски проект, туку како мировен проект, за да ги контролира Германија и Франција да не војуваат. Така почнало тоа. Меѓутоа, со тек на време, како се забораваат причините, почнува инерција, се јавува финансиската криза 2008, миграционата криза, се губи ентузијазмот и стопира процесот. Кога Русија ја напаѓа Украина, веднаш ги враќа причините како е создадена Европската унија. И сега ние имаме еден целосно нов момент на проширувањето. И затоа имаме ваква ситуација, во која што Црна Гора веќе јас мислам дека влегува 100%. Албанија мислам дека влегува 2030 година и тука некаде завршува Добро, процес. Украина, Молдавија. Они денеска ги отвараат првите кластери. Еве, можеби како што ние се зборуваме, они веќе ги имаат отварано денеска и Молдавија и Украина. Значи и Украина и Молдавија влезе во процесот, ние уште мислиме дека некој ќе дојде ќе ни го реши прашањето. Зборувам со луѓе кои што работат, ја советуваат украинската влада. Нели имаме наши луѓе кои што работат там. Украина меѓу две битки прави реформи за членство во Европската унија. Ама фер ли е тоа? Тоа не ли ги покажува сепак и двојните стандарди на ЕУ? Почнува преговори со земја која што не контролира значаен дел од својата територија. Да речеме, Македонија е сепак кандидат од 2005 година и ги нема отворено пристапните преговори. Јас ги прашувам овие наши луѓе кои што ја советуваат украинската влада. Вика, во Украина поинакво е разбирањето за Европската унија. Они не очекуваат дека Европската унија ќе ги земе нив. Они прават све што е во нивна мок да ја натераат Европската унија да ги земат. Па дури користејќи го и аргументот дека ние сме најмокната армија во Европа, која што е со директна пракса во последните 4 години. Значи, нема механизам што не го искористуваат за да ја натераат унијата да ги прими. Ние, као разгалено дете, кое што чекаме да дојде Европската унија да ни каже, дечки, да бе, вие сте во право, ајде да видиме како, ќе ни покажете како функционира меѓународната политика. Нас ни се брза. Ние слабееме. Отвараме нови конфликти со албанците, нови со грците. Знам како е ситуацијата во Грција, бидејќи комуницирам и со нив. Мислите за преспа? За преспа. Значи, буквално луѓето велат, тие што се во министерствата, дека они ги држат политичарите да не зборат. Бидејќи на нив име до линија на која што сакаат веќе да излегуваат, јавно да зборуваат. И сега вие отварате нови конфликти со што ги слабеете позициите. Бугарија од друга страна се повеќе зајакнува во сите процеси. Нема организација, еве сега и во OECD ќе влегуваат, која што е веќе врвот на некое членство на земјите со среден и богат развој. Ние паѓаме се во подредена позиција, уште зборувајќи протоколот 2, протоколот 1. Дали според вас заминувањето од власт на Виктор Орбан може да даде нова регионална динамика, па и мислам дека нови односи во нашата земја? Тоа е сериозна победа за Европа. Мислам дека Орбан го искористи, тоа е едно мое убедување, дека го користеше Балканот како фронт за да се бори против Европа и европската идеја. Полесно му беше тука на Балканот. Во еден јавен настап раскажавте една парадигматична, вие анегдота ја нарековте, на македонски анегдота има друго значење, но едно сведочење од настанот самит на НАТО, што интересно звучи. Точно е.
Точно е, значи ја без сведок кога он вели зошто не пробувате да формирате. Не, заради оваа публика што не го слушнала, може да го повторите. На самитот на НАТО бевме, јас и премиерот, и Орбан тука седи до другата маса и премиерот се приближува. Кој премиер? Ковачевски, да го поздрави. И он му вели, зошто не правите влада без албанците, ВМРО и СДСМ. И премиерот обраќа зашто сме мултиетничка држава и тоа не е добро, пошто што ќе прават после албанците? Ќе си направат своја влада ли? Која е идејата? И он инсистира упорно, вели, да пробате. И јас тука сфатив за ова што го зборувавме ние цело време, дека има договор кој што го посредувале олигархијата, дека никогаш веќе нема да зависиме од гласовите на албанците. Сфатив дека тоа е проект кој што доаѓа од погоре, дека е многу поголем. Не е теорија на заговор? Па сега сведочев ја. И сега само ги поврзувам коцките. И сега со декапитирање на таа оска, иако не мислам дека главата е таму, мислам дека е и подалеку, меѓутоа сепак тука ланецот се прекинува. Орбан, Вучич и надолу. И дека полека тоа ќе треба да ослабне веќе како сила на антиевропски политики. Мислам дека Орбан се обидуваше прво да докаже дека мултиетничките држави не може да функционираат на Балканот, дека тоа беше негова филозофија против европската... И со Босна и со Република Српска предпоставува. И со Босна, и со нас. Бидејќи јас често ова го кажувам, речиси на секоја емисија, најголемата дебата на Балканот е кој е моделот. Балканот е тежок регион за мултиетнички држави. И сега експериментира светот. Испроба Дејтон. Со граници, со територии, со федерации. Испроба кај нас алтернативен модел. Унитарна држава. Децентрализација, интеграција во еден систем. Нашиот се покажа како успешен. Нашиот почна да стане веќе од овие два експеримента, нашиот почна да биде референтен, да им се понуди на Косово. Затоа Вучич, Курти, преговорите се случуваа во Охрид. За да им кажеме дека дечки територијалните решенија не се покажаа добри во Босна. Овој модел се покажа како добар. И сега некој упорно го напаѓа Охридскиот договор. И затоа јас им велам на странците, моделот се руши. Ако се руши овој модел, следниот е алтернативниот е Дејтонскиот. И се разбира на македонците кои што ја сакаат оваа држава, им велам, вие треба да сте тие кои што го браните Охрид. Бидејќи Охрид е кохезивното ткиво на унитарна држава. Не оставајте сами, светот се чуди кога гледа како немнозинска заедница се бори да зачува унитарна држава. Да, зошто во јавните настапи вие тешко да сте критичен кон тоа што го прави администрацијата на Доналд Трамп? Не дека не сум критичен. Види, јас сум американец, проамериканец до коска, како што кажав и претходно. Јас се обидувам само да дадам поинаков поглед дали може да се искористи по таа логиката кога добиваш лимон, направи лимонада. Дали може да се искористи? Јас мислам дека може да се искористи. Доналд Трамп доведе до 5% зголемување на процентот на GDP за НАТО. Тоа на Европа и дојде многу убаво сега во услови на руската закана и руската војна во Украина. Доналд Трамп ни донесе поголема релативна тежина како регион. Бидејќи им рече на Европа, доста веќе од мене зависите. Дај средете си вие редовите таму. За да ги среди редовите, треба да не среди нас, бидејќи ние сме една голема дупка во срцето на Европа. И сега и французите и германиците велат, ние не можеме да се засноваме многу на Америка, ајде да ги затвориме ние овие рани што ни се тука. Дај Балканот да го консолидираме, да го обезбедиме, да не ни крвари или да не ни биде отворена врата за малигни влијанија, руски, кинески. Така да се обидувам во таа политика да видиме што може да извлечеме корисно. Сега, не ме направи задоволен последниот извештај на Стейт департментот, во кој што вели за нас Балканот е стабилност и трансакција, комерцијални интереси. Не. Јас тогаш го иницирав стратешкиот диалог со САД за да биде некаков си паралелен процес на преговорите со Европската Унија. Вие знаете што имаше во стратешкиот диалог. Имаше борба против корупцијата, имаше поддршка за членство во Европската Унија. Јас сакам САД да има процес кон нас, исто како што има ЕУ, само што на крај нема да влеземе во САД, но таков да ни биде процесот. Така да не следи, така да ни помогне. Сега Трамп има спротивна, председателот Трамп има спротивна позиција,
Но мојата анализа беше во смисла дали има тука елементи што може да ги искористиме, бидејќи не секогаш, всушност може често и кризите да бидат и можност што на сам крај сме на овој разговор. Вие бевте поразен на изборите во Чаир. Извесно време паузиравте од јавни настапи, сега повторно сте активен, останавте подпредседател на ДУИ. Што се вашите планови во политиката? Видете, ја имав два изборни процеса во една година. Бев кандидат за председател прво 2024 и добив огромно мнозинство од албанските гласови, бидејќи кај нас тоа е индикатор за поддршката. Мислам дека сум еден од најгласаните кандидати албанци во изминативе години. За да потоа се случи тоа во Чаир. Јас не сум од тој што ќе кажам тука ВМРО, инженерингот. Не. Јас си ги добивам пораките од граѓаните, ги читам и соодветно на нив се адаптирам. Јас сметам дека добив мандат за државните политики и сега се вратив да го водам и Чаир со цел да се вратам на терен да видам што е проблемот, каде е можеби тоа не го гледате како делегитимација за ваш политички ангажман понатамошен? Тоа што изгубивте во Чаир? Или ова што победив како председател. Значи, видете, затоа велам, јасната поддршка на председателските избори ми дава јасен мандат за прашањата кои што се од национален и државен интерес. Сега сум се вратил на терен да видам каде е тука детачментот. Во политиката е многу важно да процените дали имате нешто да дадете повеќе за подобро. Јас мислам дека се уште имам што да дадам и на државата, и на мојот електорат, и на луѓето каде што живеам. Благодарам за овој разговор. Благодарам на вас. Почитувани, благодарам што бевте со нас. Гледавте интервју со Бујар Османи, подпредседател на ДУИ. Во продолжение новата саботажа. Додека светските археолози залудно копаат, нам изгледа решението ни било пред носот. Под долгогодишните дилеми се отвара можноста тоа да е на место на кое секој од нас потајно се надевал дека ќе биде. Новите сознанија говорат дека оттаму потекнува дури името на царево село, денешно Делчево. Некој смета дека можеби и Александар Македонски. Стигнали до Делчево? Некој смета дека гробот можеби му е таму некаде. А нели Свети Николе, нели? Па сега од таму се идело за Свети Николе. Патот од тука одело. Тоа што денес сме македонци исто така не е случајно. Историјата можела да тргне и по сосема поинаков пат. Но искуството покажува дека со вакви комшии како нашите, дури и кога би избегале од судбината, таа пак би не стигнала. Чипионија да се викаме, ние нема да сме погрешили. Па можеби на времето би било тоа најкорис, за само многу брзо. Да не се караме за Македонија. Да не се караме со грците, пак ќе се ме карале. Пионците се учесници во Тројанската војна. Од тоа што е предодредено нема бегање. Брз историјата единствено можела да влијае местоположбата, ама ниту географијата не била на наша страна. Да бевме во Норвешка, во Скандинавија, горе немаше да ги имаме тие проблеми. Никој не се интересира за тие предели. Ние сме срцето на светот. Патиштата овде е исток, запад, север, југ, овде се вкрстувале. А штом сите патишта водалени за овие простори, тогаш природно и целото знаење да поминало од овде. Со добри истражувања и со малку среќа можно е да се утврди дека во таа архаична безцаринска зона, врз основа на идеите на нашите предци, да бил креиран извозен продукт, благодарејќи на кој најголем дел од светот станал грамотен. Писменост, дури, имам некоја фиксна идеја, мада тоа треба да се докаже, врз база на тоа античко македонско писмо и етруското писмо во Италија, римјаните ја прават нивната латинска азбука. Се разбира, развојот не застанал тука. Требало да се описмени и останатата популација. Ама не неголемите не можат сами, па морало да се увезе технологија која ќе биде од помош. Иако, ама баш за точно тој глас не постои слово, ни во јазикот од кој се поземувало. Дури има предпоставка дека Ж, што ја имаме, е земена од еврејската азбука. Само таму ја има таа азбука. И на крајот, без нагаѓање и предпоставки.
Јасно е дека сите важни историски конфликти всушност се резултат на домашни кавги и недоразбирања. А некои го поврзуваат Самуил и Василий дека се по потекло од античките македонци. И двајцата? И дека фактички станува збор за граѓанска војна меѓу нив двајцата после 976 година. Историјата изгледа надпревар во кој победува оној чија интерпретација стига подалеку и подлабоко. А таму фактите се ретки, доказите уште поретки, ама можностите неограничени.